Почитувани љубители на спортот, почитувани гледачи на КМ телевизија, вие го гледате спортскиот преглед поддржан од спортските обложувалници Евротип. Денешниот спортски преглед ќе го започнеме со она што ќе ни предстои оваа недела, тоа се репрезентативните настапи на сениорската репрезентација на Македонија и репрезентацијата до 21 година, кои што ќе одиграат официјални надпревари. Сениорската репрезентација на Македонија во сабота во 15 часот на националната арена Тодор Проевски во Скопје ќе го започне настапот во второто издание на Лигата на нации против селекцијата на Ерменија. Потоа ќе следува и гостински дуел против Грузија на 8 септември. Селекторот Игор Ангеловски го објави списокот на повикани фудбалери за овие два надпревари, а тоа се следниот. За голманската позиција ќе конкурираат Сторе Димитриевски од Рајо Ваљекано, Дејан Илиев од Арсенал и Дамјан Шишковски од Докса. Во одбранбената линија Висар Муслију од Фехервар, Екзон Бейтулај од Шкендија, Кире Ристевски од Ујпеш, Стефан Ристовски од Спортинг Лисабон, потоа Дарко Велковски од Риека, Ѓоко Зајков од Шарлоа и Кристијан Тошевски од Тирана. Како што можете да забележите, во одбранбената линија дури тројца фудбалери од Полошкиот регион ќе конкурираат за настап, Екзон Бейтулај и Кристијан Тошевски од Тетово, како и Висар Муслију од Гостивар. Во следниот ред повикани се Енис Барди од Леванте, Аријан Адеми од Динамо Загреб, Бобан Николов од Фехервар, Стефан Ристовски од АЕК Ларнака, потоа Еџан Алиовски од Лиц Юнајтед, Елиф Елмас од Наполи и Даниел Аврамовски од Кајзери Спор. Нападот го предводи капитенот Горан Пандев, потоа Иван Тричковски од АЕК Ларнака, Илија Несторовски од Удинезе, Александар Трајковски од Мајорка, Крсте Велковски од Сарајево и Ватко Стојановски од Шамбли. Настапите во Лигата на нации ќе бидат убава подготовка за она што ќе следува во октомври, а тоа е оној историски надпревар, бараш надпревар за Европското првенство следната година против Косово на домашен терен. Дел од овие фудбалери се уште немаат започнато со своите клубови да играат во првенствата, бидејќи поради пандемијата на COVID-19, првенствата беа прекинати, а продолжија многу доцна, па така дел од првенствата, односно оние кои што не се започнати, ќе започнат после репрезентативната пауза и во октомври месец веќе фудбалерите ќе бидат во многу поголема надпреварувачка форма кога ќе можат да го дадат и својот максимум. Особено на оној историски надпревар против Косово, како што веќе кажав. Активности ќе има и репрезентацијата до 21 година, играат во квалификациите за Европското првенство, исто така следната година. Првиот надпревар ќе го одиграат против Шпанија во четврток во 18 часот и 45 минути на националната арена Тодор Проевски во Скопје, а потоа ќе следува и гостување на Фарски острови на 8 септември. Предвидено беше првопласираните репрезентации да се пласираат директно, додека второпласираните од секоја група да играат бараш надпревари, меѓутоа поради пандемијата на COVID-19 да се намали еден прозорец, нема да има бараш надпревари, односно 5 најдобри второпласирани селекции ќе одат директно на Европското првенство. Селекторот Боби Милевски го објави списокот на повикани фудбалери за овие два надпревари. Голмани се Ристо Јанков од Работнички, Давид Денковски од Брегалница Штип и Марко Алчевски од Академија Пандев. Во одбранбената линија Агрон Руфати од Истра, Есмин Личини од Македонија, Ѓорче Петров, Филип Антовски од Динамо Загреб, Тодор Тодоровски од Осијек, Ване Јованов Академија Пандев, Никола Серафимов исто така Академија Пандев, Глертон Шеји од Струга и Марио Младеновски од Фремат Амагер. Во следниот ред ќе конкурираат Давор Здравковски од АЕЛ, Кристијан Ацковски од Брегалница, Енис Фазлагич од Жилина, Димитар Тодоровски од Работнички, Томче Грозановски од Злате Моравце и Ердон Даци од Конјаспор. Нападот ќе го предводи Милан Ристовски од Риека, потоа Дарко Чурлинов од Штутгарт, Кристијан Трапановски од Академија Пандев, Давид Тошевски од Ростов, Димитар Митровски Спортинг Лисабон, Марко Ѓоргиевски Раднички Пирот и Лјавдрин Фазлију од Пелистер. Како што можете да забележите, најмногу младински репрезентативци има повикано од Академија Пандев, додека голем дел од повиканите се и интернационалци, а се работи сепак за млади фудбалери. Продолжуваме со прегледот на резултатите од европските надпревари од првото коло на квалификациите за Лигата на Европа. Двете тетовски екипи Ренова и Шкендија успеа да поминат во второто коло. Ренова направи големо изненадување против Алашкерт во гости во Ерменија, победувајќи со 1:0. Единствениот погодок беше дело на Ненад Мишковски во 58-та минута,
кога со глава стрелаше во голот на Алашкер после корнерот кој го изведе капитенот на Ренова Арджент Гафури. Шкендија со 2:0 на гостински терен го совлада Сумгајд во Азербејџан. Двата голови беа постигнати од пенал. Најпрво Бесарт Ибраими беше прецизен во 56-та минута, а точка на надпреварот и пласманот на Шкендија во второто коло стави Љупчо Доријев во 89-та минута, како што веќе реков, исто така од пенал. Третиот македонски представник во ова надпреварување, екипата на Шкупи од Скопје беше поразена со 2:1 од Невчи Баку на гостински терен. Домашните поведува во 66-та минута преку голот на Сабир Бугрин. Во 88-та минута Антон Кривоцјук зголеми на 2:0, додека Шкупи во 93-та минута само намали на 2:1 преку голот на Дарбо Дембо, а веќе немаше време да се направи изненадување и Шкупи да дојде до втор погодок на овој надпревар и да го одведе во продолжение. Ова недела ги очекуваме и противниците, ја очекуваме ждрепката за второто коло, да видиме Ренова и Шкендија со кого ќе падната покрај овие две екипи. Ќе настапи екипата на Силес, која што, како што веќе знаете, играше во квалификациите за Лигата на шампиони, таму испадна и тие екипи што испаѓаат од квалификациите за Лига на шампиони продолжуваат во квалификациите за Лигата на Европа, па така Македонија ќе има дури 3 екипи во второто коло од Лигата на Европа. Сега ќе одиме со кратка пауза, а потоа ќе продолжиме и со резултатите од домашното првенство. Повторно сме во студиото на КМ телевизија, вие го гледате спортскиот преглед поддржан од спортските обложувалници Евротип. Викендот што измина се одигра некомплетното четврто коло од првата македонска фудбалска лига. Академија Пандев ја забележа првата победа на домашен терен против Струга од 1:0 со голот на Марио Крстовски во 85-та минута. Македонија Ѓорче Петров со 2:1 беше подобро од Беласица. Резултатот беше отворен во третата минута преку Сефи Ремини, кога домашните дојдоа во водство од 1:0. Гостите израмнија во 7-та минута преку Антонио Калановски, а конечниот резултат беше постигнат во 36-та минута, кога ветеранот Боби Божиновски стрелаше за 2:1 за домашната екипа. Најголемо изненадување ова коло, Работнички Вардар 1:1. Сите очекуваа дека Вардар ќе биде поразен, дека Работнички ќе победи лесно. Меѓутоа Работнички не само што не победи на овој надпревар, туку и спасуваше бот. Вардар дојде во водство во 59-та минута преку Дарко Мицевски, а Лука Станковски во 76-та минута израмни на 1:1. Лидерот Шкупи на домашен терен го совлада Пелистер со 1:0, многу потешко од очекувањата, иако Чаирчани има иницијатива, има шанси за гол. Во првото полувреме промашија дури и пенал, и Сени погоди само во пречката, односно гредата, а единствениот гол беше дело на Дарбо Дембо во 88-та минута, што ова за него значи 6-ти погодок оваа сезона и е најдобар стрелец после четвртото коло. Четвртото коло ќе биде комплетирано денес со надпреварите Шкендија Борец и Силекс Ренова, двете екипи кои што во четвртокот играа во Лигата на Европа, па така Борец и Силекс им излегува во пресрет на двете тетовски екипи и ги одложија овие надпревари за денес. Резултати и видео извештај од овие надпревари ќе може да гледате во утрешните изданија на вестите на КМ телевизија, а табелата после некомплетното четврто коло е следна. На првата позиција е Шкупи со 10 бодови, следуваат Силекс и Шкендија со по 7. Меѓутоа овие две екипи имаат по надпревар помалку, што треба да го одиграат денес и можно е да имаме и тројка на врвот. Тоа ќе го знаеме откако ќе се одиграат денешните надпревари. На четвртото место Македонија Ѓорче Петров со 6 бодови. Следуваат три екипи со по 5: Ренова, Работнички и Пелистер. На 8-то, 9-то и 10-то место се Борец, Струга и Вардар со по 4 бодови, 11-та е Академија Пандев со 3 и на 12-то последно место е Беласица без ниту еден бод. Во првиот дел од спортскиот преглед слушнавте дека активности ќе имаат македонските репрезентација, тоа значи дека следниот викенд нема да има прволигашки фудбал. Продолжуваме петтото коло, ќе се одигра во, односно за 2 викенди. Во втората лига Запад се одиграа надпреварите од второто коло. Во полошкото дерби Тетекс гостивар 1:3. Домашните дојдоа во водство во третата минута преку Љаврим Скендери, а потоа следуваше комплетен пресврт. Во 43-та минута Иван Настевски и во 62-та и 88-та минута Христијан Кировски за победа на гостивар од 3:1.
1. Вардар Форино на домашен терен одигра 3:3 против Скопје. Екзо Назири во 44-та и 70-та и Мухамед Бехир во 66-та минута од пенал беа стрелци за Вардар Форино, додека головите за Скопје ги постигна Мустафа Јусуф во 48-та и Владимир Жоклев во 73-та и 87-та минута. Изненадувачки екипата на Дрита загуби со 2:1 на гостувањето во Кадино против истоимената екипа. Дрита дојде во водство во 41-та минута преку голот на новото засилување Зоран Молдовалиев, поранешниот македонски репрезентативец, а домашните направија комплетен пресват преку Давид Спасовски во 47-та минута и Дамјан Масевски во 92-та минута. Кораб возрими 2:1. Гостите победија во 14-та минута со голот на Албин Рамадани. Домашните израмнија во 3-та минута од продолжението на првиот дел преку Филип Алексовски, додека конечниот резултат беше поставен во 68-та минута преку Блерон Муча. И на последниот напревар Охрид Велешта 2:1 и тука гостите први дојдоа во водство, Стефан Петрушевски во 53-та минута стрелаше, а домашната екипа на Охрид Лихнидос направи комплетен пресват преку Александар Ѓорѓиевски во 72-та минута и Љупчо Трпески во 83-та. На табелата на првото место е екипата на Кораб со 6 бодови, единствена екипа со максимален скор после 2 кола. Гостивар Скопје и Охрид имаат по 4 бодови, Велешта и Кадино по 3, на 7-то место Вардар Форино има 2 бодови, 8 е Дрита со 1 и на последните 2 позиции, односно на 9-тото и 10-тото место Влазрими и Тетекс без бодови. Сега во продолжение ќе ги погледнеме головите од полошкото дерби помеѓу Тетекс и Гостивар. Љаврим Скендери во 3-та минута искористи една грешка во одбраната на Гостивар, успеа да ја одземе топката и да стрела прецизно во мрежата на голманот на Гостивар Марко Јовановски. Овој резултат важеше се до пред крајот на првото полувреме, кога Иван Настевски преку една брза контра успеа да изравни на 1:1 во 43-та минута. Навистина школски изведен контранапад од екипата на Гостивар. Гостиварци дојдоа во водство во 62-та минута преку Христијан Кировски, убава топка нафрлена од левата страна. Христијан Кировски најснаодлив во 16-етникот истрела за водство на Гостивар од 2:1. Истиот фудбалер во 88-та минута копи-пейст акција од левата страна, но овој пат Кировски со глава стрела во мрежата. На Тетекс ги поставува конечните 3:1 за Гостивар на овој надпревар. Веднаш продолжуваме и со изјавите од двајцата тренери. Најпрво ќе ја слушнеме изјавата на Бирол Топчију од екипата на Гостивар, а потоа и од тренерот на екипата на Тетекс Ивица Јовановски. Па да, задоволен сум од играта денеска што ми прикажа играчите мои. Цела недела се спремавме за ова утакмица. Знаеме дека ќе биде тешко со Тетекс, и пак Тетекс малце касно почна со тренизиве и очекуваме дека ќе биде вака играва. Ама 6-та минута фактички не утакмицата почнавме со 1:0 за нив, за Тетекс мислам. Ама со нашето ангажирање играчиве, спремност што сме работеле напорно и нашата работа целосна со управата и мојата работа со тренерите, мислам дека заслужено зедовме 3 бода. Непријатен пораз, втор поред на домашен терен, лош отварање на сезона, уште потежок пораз од првиот надпревар со Кораб. Имавме добро отварање на надпреварот, поведовме веќе во 3-та минута 1:0. Одлично париравме во првото полувреме, имавме добар блок, добро се спроведува инструкциите што им беа зададени на моите фудбалери. Меѓутоа повторно се случи 45-та минута како со Кораб. Прекршок на нивна половина. Од нигде никаде, место да се центрира топката од слободен удар таму кај што треба пред голот на Гостивар, моите фудбалери комбинира непотребно. Штоперите беа на скок. Лоша координација, лошо поставени,
се случи контранапад на 1-0 на домашен терен, на 45-та минута, што не сме да се случи. Психолошки тешко, значи истата случка со Кораб, истата случка сега, и во тој момент се повреди Нинослав Здравковски. На клупа немав ни еден штопер, ни еден бошен играч. Таква е ситуацијата, преку ноќ ништо не се прави. Ќе треба време за овој тетекс да биде онаков како што сите сакаат да го гледат. Ништо не е загубено, првенството е долго и јас мислам дека од надпревар во надпревар тетекс мора да игра подобро. Воспротивно ќе треба да се направи добра анализа што и како понатака. Тоа беа изјавите на двајцата тренери. Уште малку ќе останеме на овој надпревар, бидејќи се чини дека полошкото дерби ќе има и трето полувреме со оглед на тоа што екипата на Тетекс најави жалба. Станува збор за настапот на фудбалерот Алмир Реджепи од екипата на Гостивар, кој што во записникот беше заведен како младинец. Меѓутоа, според она што може да се најде по интернет, но и во комет системот на Фудбалската федерација на Македонија, Реджепи одбил да настапува за репрезентацијата на Албанија, а играчи кои што играат за странска репрезентација нема право екипите да ги користат како младинци, и тука последниот збор треба да го има надпреварувачката комисија на Фудбалската федерација на Македонија. Она што е интересно да се напомене во овој случај е тоа што Алмир Реджепи настапил два пати на надпревар против македонската фудбалска репрезентација, односно два пати ги бранел боите за репрезентацијата на Албанија до 19 години на надпревари против Македонија. Тоа се случило минатата година, едниот надпревар одигран во Корча, што завршил 1:1, и вториот надпревар одигран во Охрид, кој што завршил со резултатот 2:1 за екипата на Македонија. Ќе повторам последниот збор, тука ќе го има надпреварувачката комисија, ние ќе го следиме случајот, ќе го известуваме, и кога ќе имаме некаков епилог, без разлика дали е конечен или не, ќе ве информираме за и вие да бидете во текстот тоа што се случува. Блокот од домашниот фудбал ќе го затвориме со женската фудбалска лига. Тука немавме надпревари изминатиот викенд, имаше некоја пауза и мене не ми е јасно зошто, бидејќи немаше репрезентативни настапи. Првенството продолжува со надпреварите од третото коло во среда. Екипата на Љуботен во 17 часот гостува во Речица, не во Тетовска Речица, туку во Кумановска Речица. А екипата на Шкендија исто така на гостински терен ќе игра против Плачковица во Радовиш. Овој надпревар исто така во среда, но од 15 часот и 30 минути. Двете екипи, и Љуботен и Шкендија, до сега немаат освоено бодови, и ова ќе биде убава можност за двете екипи да дојдат до првите бодови оваа сезона, со оглед на тоа што во првенството играат 15 екипи, а дури 7 ќе испаднат. Од следната година ќе се формира и втора женска фудбалска лига. Последните 7 екипи од ова првенство плюс оние ново пријавените ќе играат во втората лига, додека првопласираните 8 од оваа сезона наредната сезона ќе продолжат во прволигашката конкуренција. Спортскиот преглед ќе го завршиме со еден настан кој што се одржа во Охрид. Се трчаше полумаратон, Охрид трчат, така беше наречен надпреварот. Беше поддржан од најдобрата спортска опрема во Македонија, генералниот дистрибутер за ASICS Македонија. Дарио Ивановски победи во машка конкуренција на полумаратонската трка, додека Билјана Кираджиева беше најдобра во полумаратонот кај дамите. Воедно тоа беше и последната информација за денешниот спортски преглед. Немој да заборавите да ги платите вашите добитни тикети во спортските обложувалници на Евротип. На располагање ви се платните места, меѓутоа на располагање ви е и онлайн обложувањето преку вебсајтот на Евротип. Ново е тоа што сега пари на вашиот кориснички профил може да депонирате директно од картичка, а плюс да добиете и бонус. Исто така на располагање ви се и големи бонуси во зависност колку надпревари и со кој коефициент ги имате одиграно. Затоа посетете ги спортските обложувалници Евротип, посетете го нивниот вебсајт за онлайн обложување,
нема да се жалите. Уплатете ги вашите добитни тикети и ќе бидете задоволни. Довидување и се гледаме следниот понеделник.